Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски потврди дека поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност Лазо Велковски, кој беше разрешен од функцијата на владина седница на 14 август, е назначен на позицијата началник на одделот за борба против организираниот криминал. Во однос на Лазо Велковски, јас истакнав и во моментот кога побарав од владата да бидем разрешен, дека човекот е од полицијата, несомнено има потенцијал, стручен, компетентен, кој што треба да се искористи понатаму. Тој има решение како државен советник во мојот кабинет, а со наредба ја извршува сега функцијата началник на одделот за организиран криминал. Зависно од резултатите, така и понатаму ќе продолжиме, мене ми треба резултати во областите кои што ги покрива Министерството за внатрешни работи и од тој аспект мислам дека апсолутно е прифатливо, е потребно сите кадри кои што стојат на располагање да ги ангажираме во спроведувањето на надлежностите на Министерството за внатрешни работи. Пред владината седница за разрешувањето на Велковски, премиерот Зоран Заев потенцираше дека тој бил одличен професионалец, кој од секогаш важел за сплотувачки елемент во СДСМ, а исто така нагласи дека екс-директорот на БЈБ важи за еден од неговите први соработници и дека ќе има функција во МВР. Господинот Велковски е еден од моите први соработници на министерот Оливер Спасовски. Но грешката е направена и одговорноста мора да се понесе. Секако јас верувам дека тој ќе остане понатаму еден значаен фактор во Министерството за внатрешни работи, заради тоа што е важен со неговото искуство, е од помош на државата и државата треба да продолжи да го користи неговото искуство во работата. За Велковски се утврди дека искористил службено возило за превезување на членови од неговото семејство надвор од Македонија. Министерот Оливер Спасовски на 7 август преку соопштение од МВР информираше дека од Велковски ќе се бара одговорност, бидејќи не биле испочитувани сите процедури за службено патување, нешто што Велковски го одобрил за патувањето на неговата ќерка поради закани кон безбедноста на неговото семејство.